Скопската обиколница е една од главните артерии што поврзува различни делови од главниот град, веќе подолго време има бројни оштетувања на асфалтот. Влошената состојба на овој пат им создава потешкоти на возачите, а неретко представува и потенцијална опасност за сообраќајни несреќи. Kursia e mesme në qarkuren e Shkupit ka shumë broba dhe është e rrënuar pothuajse plotësisht. Si rrjedhoi, të gjitha automjetet përfshi vetira, tore dhe kamionet pëtishën të bosisin në korsinë e majt, duke shkaktuar rrezik potencial për aksidentet në trafik, ku lora alerta pasi pasoja njerëz por me raste fatale. Надлежните најавија рехабилитација на обиколницата со цел подобрување на условите за сообраќај и зголемување на безбедноста за учесниците во сообраќајот. Проектот се очекува да опфати обновување на асфалтниот слој и интервенции на оштетените делови од патот, но од јавното претпријатие државни патишта не даваат конкретен рок кога би можеле да започнат работите на терен. Јавното претпријатие за државни патишта спроведе постапка за јавна набавка за избор на проектант за подготовка на основен проект за рехабилитација на Скопската обиколница и го потпиша договорот со избраниот проектант. По финализирањето на проектната документација од страна на избраниот економски оператор ќе започне процесот на обезбедување финансиски средства, ќе се утврди кој ќе ги изведува градежните активности и ќе започнат планираните градежни активности. Да подсетиме дека Скопската обиколница започна да се гради во 2002 година и беше пуштена во употреба во јуни 2009 година, односно изградбата траеше околу 7 години. Позната како автопат М4, има должина од 26,7 км, а според официјалните извори почетната цена изнесувала околу 70 милиони евра, додека со анекс договор и биле додадени уште 48,3 милиони евра. По поплавите од 6 август 2016 година, кои го опфатија и подрачјето на Стајковци, обиколницата беше во голема мера оштетена и во период од една деценија се правени само символични санации.